Добро вечер. Отворено студио четвртак. Се приближуваме кон разгорување на страстите во претседателската трка. Се чини дека се уште сме во фаза на неизвестност кои ќе бидат ривалите откако Гордана Силјановска, университетски професор Гордана Силјановска стана официјален кандидат на опозицијата. Во СДСМ и ДУИ се уште се преговара околу така наречен заеднички кандидат. Се појавија и првите номинации за независни кандидатури во изминатиот период и на последните претседателски избори имаше неколку кандидати такви. Оно што на одреден начин е интересно, што мојот вечерашен гостин можам да го сместам во рамките на еден слоган. Генерал во политиката или политиката на еден генерал. Тоа е пензионираниот генерал, поранешниот директор на генерал-штабот Димче Петровски, генерал подполковник бевте. Генерал мајор. Генерал мајор. Генерале, што сте? Политичар во униформа или ја симнавте униформата пред неполни месец-два за да бидете политичар? Најнапред добро вечер. Ги поздравувам вашите гледачи на вашата ценета телевизија. Може да се каже и едно и друго, затоа што војните лица на овој или на оној начин за време на целата своја професија, додека работат, тие се дел од политиката, не како носители на политичките решенија, ама за често пати за извршување на одредени политички цели. Така да, јас не само што не гледам тука ништо чудно тоа така да биде, него го рачунам како еден природен след на нештата. Кога и долгогодишните припадници на армијата сакаат нешто да дадат, некој допринос во функција на организација на општеството со цел убаво да се живее. Јас ќе се обидам, за една реминесценција да подседам какви се генерали биле вклучени во општествениот и активниот политички живот. Уште од времето на генерал Апостолски, кој беше начелник на Народно-ослободителната војска. Потоа имавме последниот министер за одбрана беше генерал Дамјановски во федеративниот аспект. Имаме генерали кои се акредитираа и номинираа за амбасадори од Македонија и така натаму, но ми се чини ако не го ставам во тој ред и генерал Стојановски, кој беше начелник на генерал-штабот, кој во еден момент после пензионирањето некако се најде во некако друштво на СДСМ. Но се чини дека сте вие првиот генерал кој трча на политички терен. Дали го познавате? Дали мислите дека ќе владеат принципите на политичко-партиската војска или ќе ја демилитаризирате логиката и карактерот на политиката во Македонија? Па добро рековте сега, дали излегуваме во еден терен каде што има доминација политичките партии и каде што тие согласно нивната организација се доминантни кога се опрашање било какви избори. Меѓутоа, токму и тоа е еден од предизвиците да излезе некој да влезе во политичките води што не гледа тоа да биде поддршка од било која партија, едноставно затоа што цени дека сака да даде допринос во државата, а при тоа да не се ослонува на ниедна од политичките партии. Ќе разговараме сега со генерал Петровски, а потоа ќе разговараме со господина Петровски како претседателски можен кандидат. Уште генерале, университетски професор, единствен доктор на науки по колективните безбедносни системи во кои се вклучува главно НАТО. Тоа што е на одреден начин пикантерија, се случували на седници на генералштаб, во одаите на генералштабот да се внесе политичката страст. Долго време се мислеше дека во последната декада дури дека и генералите ја исцртаа линијата кој е ВМРО-ски, кој е СДСМ-овски кадар. Во сите армии во светот, па и во нашата армија, професионалниот код на припадниците на армијата не дозволува било какво политичко делување
Затоа што едноставно армијата е така конципирана да е невозможно да се политички делува. Значи, таа е строго професионализирана организација, хиерархиски поставена и каде што сите одлуки што се донесуваат на ниво на генералството се врз основа на инпут на влезни информации од предпоставените и понатаму почнува процес на одлучување кој не зависи во ниеден случај од политика. Дали македонската армија, без оглед на овие стандарди кои во последниве години ги остваруваме преку НАТО системите на организација, е оспособена за овие системи на колективна безбедност, а истовремено да го штити територијалниот интегритет и суверенитет на државата, на Република Северна Македонија. Армијата на Република Македонија од незиното формирање па се до денес, врз основа на декларацијата која беше донесена од политичките наши институции, од највисоките наши структури политички, декларацијата за намерата за пристапување во колективни системи за безбедност, меѓу кои и НАТО, од тој прв момент, па се до сега, кога сме веќе на прагот нели, да влеземе, и организацијски, и во смисла на обуката, и од секој аспект, од секој поглед, работеше да ги достигне тие стандарди, кои ќе овозможат влез на нашата армија во НАТО, а само да додам една друга работа, во НАТО не влегуваат армиите, во НАТО влегуваат државите, а армиите се дел од државата, така да целокупно, како дел од државата наша и подготовката на нашата држава за влез во НАТО, и армијата континуирано се оспособуваше за овој чин за влез во НАТО. И јас од секојаш сум сакал да кажам дека ние и кога не сме биле сега во пред влез во НАТО, јас сум велел, ние сме де факто во НАТО, а де јуре не сме. А де факто сме покажале со многу заеднички настапи на разни вежби меѓународни и така натаму, разни обуки. Што меѓународните мисии кои некои се наша легитимација. И сега, начинот на повеќегодишното работење во армијата, во смисла на обука, на процедури и така натаму, во потполно се идентично како што тоа го имаат државите членки на НАТО. Тоа е во функција тоа беше во функција да направиме на интероперабилност и оперативност со другите армии на државите членки на НАТО и мислам дека во овој момент ние сме потполно сме постигнале таа интероперабилност и интероперативност со армиите на земјите членки на НАТО. Да кажам право, повеш политичар сте од актуелни политичари во избегнувањето на главното прашање. Се поделивте ли по партиска линија во генералштабот и во раководството на армијата? Невозможно е. Дури некој да сака е невозможно. Зашто? Затоа што имате внатрешни механизми на... Системот не дозволува било какво политичко делување. И ја би сакал и понатаму да остане така. И секакви обиди за политичко влијание во војската треба да се тргнат настрана. Добро. Македонската армија покажа висок кредибилитет за институција која уважува демократски процеси, внатрешните состојби и така натаму. Меѓутоа ми се чини, и сега ве прашувам, на граница сме ги генерал и председателски кандидат. Последниве 6 година дена, после 27 априлските настани, така наречениот институционален пуч во собранието, се појавија прилично дифузни информации дека во целата таа конфузија во еден момент шефот на државата, председателот Иванов, бил подготвен да ја вклучи армијата во така наречен, да речем условно како што ние новинарите велиме воен удар или во санирање на состојбите во која би го задржале Груевски и армијата. Вас ве прашувам. Дали имала таква опција? Во ниеден момент во армијата нити е влезен таков инпут и нити па никој размислувал за такво нешто. И мислам дека конечно треба нели армијата малце да не се спомна во тој негативен контекст. Ниту армијата може, нити било кој друг може да нити е па возможно во денешно време да се изведуваат било какви пучеви и така натаму во едно демократско мултинационално општество као што сме сега ние.
Јас одговорно тврдам дека во рамките на армијата и додека сум бил директор на генералштабот, никогаш не се разговарало нити на такви теми, нити па нешто некој друг ја да знам да го тоа правел. Нити па во армијата имало таков импут за да се размислува на тој начин. Затоа не е добро да се шпекулира со било какви работи. Јас, нели, како професионален војник, сакам секогаш да зборуваме со факти и она што е вистинска состојба. Добро, јас не шпекулирам, знам дека еден ваш поранешен колега, исто генерал, распосла карта на Македонија во кабинетот на Борис Трајковски, под пресија на Љупчо Георгиевски и некои други истомисленици, да се направи делба по етничка основа. Не барам од вас коментар. Но тоа е една слика во која не ја наградуваме армијата. Оти ние не го знаеме, јас не го знам, например, одговорот на генералот, кој бил, да речем, под наредба да е распосла картата. Но, дали има такви механизми на реална политичка контрола во еден миг во ова мултинационално општество некој да искористи армијата за внатрешни цели? Бидете вака да ви кажам, согласно поставеноста на армијата, она е организирана за да извршува 4 основни мисии, основни задачи, зашто и постои. Тоа е одбрана на државата, учество во меѓународни операции за поддршка на мирот, помош на институциите во државата во справување со нивните задачи што треба да ги извршуваат во рамките на државата доколку се побара таа помош, и учество во хуманитарни операции од пошироки размери. Никаде не пишува учество во нешто друго што е надвор од овие 4 мисии. Нити па во армијата некој размислува за активности надвор од овие 4 мисии. Единствен авторитет кој е авторизиран согласно уставот и законите за да ја употреби армијата е врховниот командант. Ама врховниот командант може да употреби само во рамките на 4 мисии. Така да, одредени коментари околу тоа дали вака било, така било на друго. Сега зборувам по принцип на нормативно-правни акти. Тоа... На ПС, што би рекли поранешните. И сега има ПС, ама е рачленет на повеќе комари. Така да, јас и преска рекол се, невозможно е да се размислува на овој начин. А споредбата од 2001 и сега ние имаме тотално различна ситуација и не треба се споредуваат тие две работи. Тоа е исто како да споредиме некои работи што во основа не може, поидовна основа нема за споредба. А во некоја друга прилика може ќе зборуваме и за 2001 година. Вие на условен збор на вашиот офицерски збор ми гарантирате јавноста дека немала таква размисла или некој да имал инструкции во генералштабот за евентуален таков упад? Да, во ниеден случај. Невозможно е ние врвот во армијата да не знаеме дека некој тоа прави затоа што некој може и да сака нешто да прави, ама невозможно е. Во армијата има два основни принципа на кои почива секоја армија. Тоа е едно старешинството и субординацијата. Така да не може никој нешто да направи надвор од тоа едно старешинство и субординација. Така да илузорно е да се помислува такво нешто. Сега со господинот Петровски, председателски кандидат. Како ви оди во собирањето на подписи? Со оглед на тоа дека партиските војски си ја завршија работа. Тие што треба да соберат подписи за Силјановска собра за 12 сата. За вас и за таквите донкиховски обиди ќе биде малку по-добро. Како вам ви оди? Дали ДИК е подготвена да ве акцептира како луѓе кои имате председателски желби и номинации? Па на првиот дел од прашањето како ми оди, ќе одговорам изненадувачки добро. Ама за мене тоа не е изненадување, затоа што ја и пред да се номинирам како независен кандидат за претседател, имав сознание од тоа како ќе оди целата таа работа и тоа е во согласно со моите очекувања, дури на некои места и повеќе од очекувањата. И очекувам дека до крајниот рок, 9 март, следниот месец, ќе бидат собрани
потребните 10.000 подписи, може ќе има и повеќе, па после да се посветиме на подготовка и спроведување на кампањата за избор на председател. Што би биле различни од Иванов? Или кој, да речем, која политичка личност на оваа функција би бил некаков символ? Јас не го коментирам работењето на сите тие што се на функција, без оглед што работеле, како работеле и така натаму. Резултатите од работењето се тие што се гледаат, кои се и секој граѓанин може да си донесе суд за тоа дали некој бил добар или не бил добар од личен аспект или глобално за целата држава што било добро. Јас, здравје Боже, доколку бидам председател на Република Северна Македонија, ќе се трудам да бидам председател на сите граѓани од државата и да го штитам уставот и законите такви како што се пропишат. Тоа значи дека нема наредби војско строј се, туку има општествена перцепција дека ќе ги штитите основните вредности на демократијата. Една од дел од прашањето што беше дали Државната изборна комисија перцепира независен кандидат, можам да кажам следно, дека имам впечаток дека долго време немало независни кандидати, не само за ова, независни и за пратеници, и за градоначалници и така натаму. И мислам дека со време вака континуирано таа категорија независни кандидати веќе е толку маргинализирана да веќе народов и не знае што е тоа независен, нели така, па малци испаѓа тоа чудно. Моја заложба е тоа да што повеќе има независни, без оглед дали е за председател, дали е за пратеници, дали за градоначалници и така натаму. Дури, еве сега јавно кажувам, дека ние сме спремни за промена на изборниот модел овој што го имаме сега, пропорционален и така, на почетокот имавме мнозински, па понатаму стана потполно пропорционален. Мислам дека треба да се даде можност на граѓаните да самите непосредно изберат личност. Значи, полека да се ослободуваме, условно да кажам, од оние партиски шеми, каде што фактички народот нема влијание на тоа кој ќе биде. Тоа би можело евентуално како премостување да биде со овој модел Македонија да биде една изборна единица, каде што нема да се фаворизираат партиските, туку угледот на поединецот. Но генерале, господине Петровски, уште малку провокација. Ви се случило, вие стартувавте кога почна професор Стилјановска да собира подписи. Ви се случило наместо на вашата листа вашите приврзеници се подпишат кај Стилјановска? Да, и се случува. И сега, знаете, има таму сега повеќе листи, кога ќе дојде човек сака да се подпише за Димче Петровски, па може некаде ќе се случи да дадат друга листа или да дадат совет на граѓанинот. Можете и на други листи покрај тоа, нели, што е граѓанско право, согласно изборниот закон. Еден граѓанин може да се подпише на повеќе листи. За гласањето е сосема друго, може само за една, нели? Меѓутоа, во овој период на собирање на гласови може на повеќе. И знаете како и са, кога за Државната изборна комисија, ако погледаме, таа треба да иде потполно 100% департизирана, тоа да нема партиски членови, да нема, во тоа е суштината на демократското изјаснување. Не можете вие секаде во секоја институција да партизирате таа институција до таа мерка за да може после од позиција на партија да делувате на државна институција. Мора да се направи раздвојување помеѓу општеството и државата. Државата е збир на институции кои практикуваат власт, а партиите се тие кои сакаат да дојдат на власт, да формираат власт како состојба. Од моментот кога тие ќе почнат да владеат, нема више мешање на политички партии. Тоа веќе професионализмот треба да проработи во институциите. Вие сте прилично ентузијастички расположени, се гледа дека од целата таа работа ние обично новинарите велиме треба долго време се создаде и да се прифати една политичка технологија, партиска технологија. Меѓутоа,
Што ако, на пример, шефот на државата го избира собранието и пропаднат оние председателски избори? Ќе одите повторно на номинација? Јас никогаш не сакам да кажам што би било, кога би било. Но мора да знаете, бидејќи армијата со тоа барата главно. Да, сега сум сконцентриран на ова што сега го правам. Знаете, во животот секогаш мора да си поставувате цели, меѓутоа тие мора да бидат краткорочни цели, за една по една да освојувате, за да стигнете генералната цел. Јас многу би сакал да доеме до таква една генерална цел, каде што навистина имаме и демократски, не само декларативно организирано општество, него и суштински. Сега ние имаме декларирано демократско општество, меѓутоа, во примената на моделите на владење имаме сосема друга ситуација. Познати се, најмногу применувани се три модели на владење: автократски, демократски и либерален. Кај сте ние? Јас сум во овој демократскиот, значи, модел. Без оглед што сум бил дел од армијата, каде што автократскиот модел по дефолт мора да се применува, нели? Таму е едно старешинство, нели? Меѓутоа, видите во што е работата. Во сите партии се со предзнак демократски во нивните статути, а во самото практикување на владење многу сакаат да бидат автократски. Значи, ние обично велиме султан партии, нели? Што е блиску до... Тоа е многу интересна работа. Знаете, автократскиот модел во принцип е најлесниот модел и сите прибегнуваат кон него. Ако кажаме вака, сите мора да слушаат едно друго. Имате многу малку луѓе авторитети кои сакаат да слушнат други мислења. Тоа значи дека тековните политичари кои имаат полна уста демократија во основа се помалку или повеќе лицемерни. Во практикување на власта, односно во владењето, се применува автократски модел. Иначе, автократскиот модел на владење оди од озгора надоле, а од демократскиот е секогаш од оздола нагоре. Ако тоа го измешате, не е добро. Вашата министерка за одбрана, односно нашата министерка, е прашал што ќе се случи со примената на јазичната единственост во армијата, евентуално со можната примена на двојазичност, што е вон стандарди. Мене ми беше одговорено дека тоа е веќе решливо и дека Венецијанската комисија тоа треба да го реши. Постојат ли такви модели во светот, освен можеби фламанско-валонската варијанта во Белгија, во кој имате два јазика за командување? Или уште плюс НАТО, англиски и кој друг? Значи, многу е важно уредувањето, општественото уредување во одредена држава, па врз основа на тоа се применуваат одредени модели. Ние не можеме да направиме споредба, да речеме, помеѓу Белгија и Македонија, затоа што ние конститутивно сме различни. Че Македонија е унитарна држава која има институции поставени согласно уставот така како што ги има поставено, за разлика од Белгија која е конфедерација каде што уредувањето е сосема поинаква категорија. И затоа треба да се избегнуваат споредби за нешто што не може да се споредува. Никаде не е познато во една унитарна држава да во самата војска имате вие повеќе пристапи во командување, но едноставно нема да функционира тоа. Значи, моето е такво мислење, ние немаме никаква потреба од такво нешто. Значи, нешто ако правите е израз на некоја потреба. Ја би сакал некој да ми објасни валидно која е потребата во одвоеведување на двојазично војската, каде што тоа строго иерархизирана организација. Пример говорите во НАТО или ОТАН. Кои се јазиците на командување, односно на заеднички Во НАТО се два официјални јазици, англискиот и францускиот. Па и во самото име, нели, кратенките на едно е НАТО, нели, тоа е англиски, другото е ОТАН на француски. Она North Atlantic Treaty Organization, а тоа е договорна организација и тоа е на англиски. Генерални господине Петровски, ви посакувам да овие амбиции ги реализирате, да бидеме во жестоката председателска трка. Верувате ли дека може да се оствари една фер и демократска борба
и да имаме председател на непосредните избори со оглед на високиот цензус за вториот круг? Да не верувам, не би тргнал во целата оваа работа. Јас верувам у граѓаните на Република Македонија. Јас би сакал да има Република, да не греши, сега многу ќе грешиме, па ќе испаѓа овој спомнат тоа Северна. Согласно Уставот Република Северна Македонија, ние личните работи треба да трнеме настрани и сега да почитуваме официјални ставови, да имаме и така. Ја многу би сакал да имаме ние во државата независен кандидат за преседател и да биде избран за преседател. Знаете, кога сте избран од политичка партија, сакале вие или не ќе, понатаму вие морате да со таа партија правите одредени почести контакти него со другите партии. Ма не само тоа, да правите големи компромиси, што се покаже во измината деценија. Тоа не е добро. Преседателот не сме да прави со ниједна партија политички компромиси или да прави компромиси со сите, а само со едни, тоа што нешто не е вред. Затоа мислам дека е тоа аномалија кај нас сега. Знаете, исто е сега. Од било која политичка партија да дојде преседател, тој сакал некел ќе мора, нели, да тоа до некој што го избрал ќе му каже сега слушај вака ќе направи. Дали е точно дека преседателот или врховниот командант во последниве 7-8 месеци, па можеби и година дена, ве игнорирале или вие сте го игнорирале и дека ги немале оние традиционални средби на врховниот командант со генерал-штабот? Дали е точно тоа? Не, тоа не е точно. Едно е традиционални средби со преседателот, друго е средби кога преседателот као врховен командант он може да каже било кој генерал да дојде кај него или он повеќе генерали да дојдат да се консултира за нас. И ние тука не сме имале проблем, нити па сега има проблем. Јас верувам ако станам преседател на државата дека па исто така ќе ич да нема проблеми во комуникацијата помеѓу преседател и армијата. И на крај уште еднаш ви благодарам, изминува нашето време. Ќе имате уште поише време ако станете достапен во председателската трка и ви посакувам успех во собирањето на тие 10.000 подписи. Ви благодарам, ви посакам се најдобро, па здравје Боже, во некоја друга прилика повторно ќе зборуваме. Апсолутно, сигурно. Што ме гледа, че тоа беше пензионираниот генерал мајор Димче Петровски, директор на генерал-штабот, кој пред месец или 2 месеца ја симна офицерската униформа и се внесе во политичките води да стане председател на државата, односно да влезе во председателска трка, собирајќи подписи 10.000. За неколку минути се вестите и тогаш ќе имате поширок преглед на информациите врзани за некакви тековни ситуации околу стабилноста на владината коалиција, што Џафери сакаше да постигна, што рече, а беше контроверзен. Сето тоа во вестите во 20 часот. Продолжува ли обструирањето на правдата? Ќе успее ли државата да испорача конкретни резултати до јуни во Брисел, во делот на реформите на правосудството? Може ли судовите да ја подобрат транспарентноста, но и довербата на граѓаните?